Поставен на новата MEB Plus платформа, новиот градски модел ќе има 3 нивоа на опременост и мотори со 2 моќности. Иако ја дели платформата со Volkswagen ID Polo, ID Cross и Škoda Epiq, Raval сепак ќе се разликува од нив не само по изгледот. Сите 4 модели ќе се произведуваат во Шпанија на иста лента, но тој ќе биде различен од своите браќа. Купра всушност го водеше развојот на подесувањето на шасијата за целото семејство. Секоја марка се уште има свој вкус, но Raval е очекувано најлутиот, со должина од нешто на 4000 мм, но инженерите на куќата за својот модел го спуштиат подвозјето за 15 мм пониско отколку кај другите MEB Plus автомобили, го зацврстија подпирањето и додадоа поагресивно управување. За Купра Raval предвиден е напред поставен електромотор од 211 конски сили и со него се најавува автономија од 450 км, иако не се објавени никакви детали за големината на батеријата. Преминувањето од основната Dynamic опрема на Dynamic Plus додава повеќе ADAS функции, интелигентни функции за паркирање, Matrix LED фарови, спортски седишта и аудио систем Sennheiser со 12 звучници. Сепак, водечкиот модел VZ е сосема поинаков благодарение на неговиот помоќен мотор од 233 конски сили, електронскиот диференцијал и спортскиот управувач. VZ добива поширока трага на тркалата за 10 мм, стандардни 19-инчни тркала со атрактивен дизајн и школка седишта, но Купра не ни ги откри интериерите. Спортската верзија ќе има помал домет, околу 400 км. Производството на Купра Raval започнува во првиот квартал на 2026 година со почетна цена од 26.000 евра. Логично е да се очекуваат и други помалку моќни изведби за да го направат Raval попристапен, но за тоа потоа.